Ученик позитивен на коронавирус може да следи онлайн настава, но ако отсуствува заради било која друга болест, не смее. Ова е најновата абсурдна појава за која алармираат дел од родителите на деца од повеќе училишта. Велат дека ако ученикот има обичен грип или пак има друг вирус или бактерија, не смее да посетува онлайн настава, туку мора да ги прашува другарчињата по телефон за тоа што се учело и што имаат за домашна работа. Изјава на мајка дека децата, наводно што не се разболени од корона, не ги уклучувале на онлайн часови. Тоа ќе треба да го провериме тој податок. Но тоа не е единствениот проблем. Во некои училишта во Скопје, како на пример Средното медицинско училиште Панче Караѓозов, дури и тие со коронавирус не можат да ја следат наставата онлайн. Вакви поплаки стигнаа до редакцијата на Алфа од родител на ученик во ова школа. Министерката за образование Мила Царовска се иззема. Вели доколку родителите имаат сознанија дека во одредени училишта не може да се спроведува онлайн настава, тоа да го пријават до надлежните органи. Медицинското училиште, знаете дека и минатата година беше во онлайн настава, што значи дека услови имаат. Согласно протоколот, секој ученик кој што оди во изолација треба училиштето да му обезбеди онлайн учење и доколку нема уред во домашни услови да му се истиот даде. Повикувам доколку родителите и ученикот не ги ствариле овие права, секако да поднесат приговор за истото за да може да се постапи. Родителите се жалат и на уште еден проблем – покачување на цената која ја плаќаат на полугодие за обезбедување во училиштата. Ваков проблем имало во училишта во Скопје, Битола, Велес. Добивале уплатници со високи суми. Во неколку училишта исто родителите го плаќаат обезбедувањето, што и не е облигаторно. Во Владо Тасевски во Скопје се плаќа по 900 денари, по 750 денари од ученик за обезбедување за едно полугодие. Потоа исто во Велес се пожалија дека исто родителите и во средните и во основните училишта го плаќаат обезбедувањето. Царовска повторно упати на локалните самоуправи. Тие го имале соодветниот одговор зошто родителите плаќаат повисока цена. Министерството секоја година ги обезбедувало општините со финансии кои се наменети за училиштата, а праксата е општините да ги распределат финансиите.